На почетокот, сакам да искажам само пофални зборови и благодарност за професионалното работење на главниот државен ревизор и ревизорите во државните ревизори во Република Македонија за нивното професионално работење. Гледајќи го и овој извештај, како и извештаите кои што сме имале можност да ги гледаме претходните години, може да заклучам дека во оваа институција работат исклучителни професионалци и ќе го кажам повторно истото, можеби оваа институција е единствената светла точка во Република Македонија, која што конечно треба да послужи за пример како една државна институција треба да функционира. Впрочем, и со извештајот кој што го добиваме, а го добиваат и сите институции на кои што е вршена ревизија, работата на ревизорите може да биде една водилка како до успешно работење. Во денешното излагање решив во најголемиот дел да читам извадоци од извештајот. Буквално секаде каде што е извршена ревизија има забелешки и можеме за жал да констатираме дека ниту една институција во државава не функционира како што треба, не се придржува на процедурите, не се придржува на законите, односно од ова што го гледаме, од ова што го читаме, можам да кажам дека буквално и процедурите, и законите, за жал се занемаруваат, односно се игнорираат од сите институции. Во најголем дел, како што кажав, ќе се задржам, односно ќе читам од извештајот, заради тоа што сметам дека јавноста е недоволно запознаена со лошото менаџирање, лошото работење во институциите, тоест се прават успешни обети, сето ова што е најдено како забелешка, да се изигнорира и граѓаните да ги преполниме секој ден да има наплив на некои секојдневно измислени проблеми, а всушност проблем е секоја институција во државава. Истовремено можам да кажам дека жалам што за заинтересираноста кога го гледаме еден од најважните документи во држава од владеачкото мнозинство е буквално никаква, односно не постои заинтересираност. Ќе започнам со еден мал дел од она што е констатирано во владата на Република Македонија, во кое што биле уплатени средства во износ од 71.129.000 денари по основ на придонеси за задолжително социјално осигурување за акционерско друштво. Констатирано е дека не е доставена документација, дека е извршено зголемување на основната главина на друштвото, не постои документ за запишување на државата како сопственик на акциите и истите не се дел од евиденцијата во деловната книга на владата. Кога ова се случува во владата, кога во владата не се почитуваат законите, што да очекуваме понатаму на секое друго ниво. Почитувани колеги, она што морам да кажам многу ми смета и ми предизвикува немир е што беше искористена маката на народот за време на ковид кризата, кога со закон кој што беше изгласан во Собранието на Република Македонија се задолживме со 90 милиони евра, а до ден денес, ноември месец 2023 година, немаме никаква информација, немаме отчет како и зошто е потрошено макар и 1 евро од овие 90 милиони евра. И што можеме да констатираме друго, освен дека станува збор на невиден криминал, а се што се користеше, замислете, во време на ковид кризата, беа само донации. Овие 90 милиони евра не се спомнуваат никаде. Единствено што се знае дека се поставуваа модуларни бавници, кои што се исто така набавени без јавни набавки и кои што, за жал, се исплаќа со човечки живот. Во однос на спроведувањето на постапките за јавни набавки, кај дел од истите утврдени се во извештајот недоследности во начинот на планирање, спроведување и реализација. За дел од постапките од јавни набавки започнати се постапки пред надлежните органи, да се надеваме дека ќе имаат светла точка.
Интересно е да се анализира исплатената државна помош во периодот 2017-2021 година. Имено од спроведената ревизија се констатира дека со Законот за контрола на државна помош, како и донесени уредби од страна на владата на Република Македонија, не се утврдени поблиски транспарентни критериуми за определување на висината на индивидуалната помош, при што државната помош се доделува без проценка на исплатливоста на утврдување на незиниот износ, без утврдена методологија за доделување, а со преговарање помеѓу овластени лица во дирекцијата и корисникот на индивидуалната помош. И што станува збор тука, за што станува збор, ако не е повторно за криминал? Интересно е да се разгледаат и инфраструктурните инвестиции во зоните, кои што се во надлежност на дирекцијата, која што согласно Законот за градење, почитувани има добиено одобрение за градење за целата зона како една функционална целина и за во сите зони дирекцијата има вкупен износ од околу 100 милиони евра. Сега, констатирано е дека дирекцијата од надлежното министерство добила одобрение за употреба, откако ќе биде изградена цела зона, поради што за изградените поединечни делови не може да се направи технички прием и за да се добие одобрение за употреба. Значи, тие изградиле, па потоа од Министерството добиле одобрение за градење. Станува збор за дива градба, легализирање на дива градба, поистекување на закон и што е ова ако не е директно за затвор. И ова, почитувани, произлегува од овој извештај, меѓутоа, за жал, и ова се игнорира, односно никој буквално во држава не го споменува. Врз основа на одлука на влада на Република Македонија, основана е ТИРС Тетово, која што многу пати како опозиција ја споменуваме, при што договорот за јавно-приватно партнерство со приватниот партнер е склучен на 96 години. И еве сега од ревизорскиот извештај гледам дека со законска регулатива максималниот период за склучување на договор бил 35 години. Кој, како и зошто го склучил на 96 години и зошто никој не дава одговор за ова, повторно да се запрашам и се надевам дека и медиумите ќе се заинтересираат за одделни делови од овој ревизорски извештај, па ќе стане поактуелно во јавност, затоа што само така можеме да добиеме некаков одговор. Ревизија е извршена и на усогласеноста на тема финансиска поддршка за микро, мали и средни предпријатија за иновации и технолошки развој кај Фонд за иновации и технолошки развој согласно годишната програма за работа за 2022 година, период 2019-2021. Замислете овдека повторно нерегуларности, неизвршено ажурирање, извршување на активноста од страна на ФИТЕР, кои не се дефинирани со Закон за иновацијски дејности, не се согласени со стратегијата за иновации, а доделени се со планот на влада на Република Македонија и се склучени договори нормално, не согласно со закон, во износ од околу 596 милиони денари. Недостасува централна база со податоци, зошто? Заради тоа што да не може никој да ги контролира. Би се задржала уште малку и на најболната или една од најболните точки во држава, односно на здравството. При исплата на надоместоците за породилно отсуство не се воспоставени контроли, поради што се исплатуваат надоместоци кога осигурениците остварувале плата за ефективни часови работа, слабости во постапка за упатување на лекување по странство. Фондот има евидентирано аванси за лекување во странство дадени на странски здравствени установи и она што како опозиција го потенцираме, меѓутоа никако да добиеме одговор. За ова нема точни информации и ревизорите не можеле да обезбедат податоци информации, заради тоа што информациите не постојат или се кријат. Утврдени се неправилности во спроведување и реализација на договорите за јавни набавки, како и слабости при ангажирањето на надворешни лица на дело. Кај млади и спорт, тема која што треба посебно внимание да се оддели, скандал до скандал, не се воспоставени соодветни внатрешни контроли во однос на користење на средства кои се трансферираат на националните спортски федерации, не се воспоставени критериуми за распределба на средства и за начинот на одлучување и контрола на вистинитоста на податоците кои се искажани во барањата, не е донесена 5-годишна програма за развој на спортот согласно член 23 од Законот за спорт,
и така натаму и така натаму. Има уште многу што да се зборува во врска со Агенцијата за млади и спорт. Ако се сеќавате, пред неколку месеци овие скандали беа обелоденети, меѓутоа и тоа се заташка и за тоа